Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Во Македонија прогласена вонредна состојба за нови 30 дена. Во Тетовско нови 6 пациенти заразени со COVID-19. Протест пред фабриката Тетекс Јарн поради неисплатени плати. По објавата на кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски дека е позитивен на COVID-19, Спасовски, Османи и Филипче Адеми во домашна изолација. Пендаровски пак одлучи да ја продолжи вонредната состојба за нови 30 дена. Министерот за здравство Венко Филипче објави дека од денеска ќе биде во домашна изолација. Истата одлука ја донесоа и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, министерот за образование Арбер Адеми и техничкиот премиер Оливер Спасовски. Одлуката следува по информацијата дека кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски е позитивен на COVID-19. Тие вчера одржаа состанок во Куманово. Од владата информираа дека ќе продолжат непречено да работат и дека биле подготвени за вакви сценарија. Филипче преку Facebook пак објасни дека ќе продолжи со работата преку редовни известувања до јавноста, а Османи соопшти дека ќе се тестира во вторник согласно протоколите. Заради новонастанатата ситуација, Филипче и Спасовски не присуствуваа на состанокот на Советот за безбедност кај председателот Стево Пендаровски. Пендаровски пак донесе одлука дека вонредната состојба ќе продолжи за уште дополнителни 30 дена. Согласно направените проценки, за периодот кој следи, јасно е дека е потребно повторно прогласување на вонредна состојба. Одлуката ќе ја донесам согласно моите уставни надлежности и ќе трае во следните 30 дена. Според најновите информации, во Тетово има нови 6 случаи позитивни на COVID-19, во Прилеп 11, а во Куманово 43. Во Тетовско евидентирани се нови 6 пациенти заразени со COVID-19. Кризниот штаб на Тетово ќе бара од владата да се укине меѓуградскиот сообраќај во полошките општини. На тој начин ќе се намали раздвиженоста на луѓето, а со тоа и ширење на коронавирусот. Од кризниот штаб на општина Тетово велат дека побарале од владата да се укине организираниот јавен превоз. Упате исто така апел јавното претпријатие Македонски шуми во време на пожари да бидат поорганизирани и да имаат поголема контрола на планините. Секој нов пожар значи ангажирање на Тетовската противпожарна единица. Екипа која е дел од кризниот штаб игра голема улога во намалување на ширење на коронавирусот, рече градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Затоа ние фактички никогаш не ја двојам општина Тетово само, пошто нормално дека руралните општини околу нас се впрочем сите залепени едни до други. Од тука до Маврово Ростуше вие имате една целина на граѓани, на повеќе од 250.000 луѓе, густо населена територија, што апсолутно вирусот нема граници дали ќе биде од едно место на друго место. И токму поради тоа, значи, барањето за времено забранување на меѓуградскиот сообраќај сметаме дека ќе даде резултати, затоа што е многу важно да се намали корелацијата, комуникацијата на граѓаните да комуницираат од едно место на друго место. Имавме директно барање до кризниот штаб на владата, сериозно да гледа со Македонски шуми во делот, значи, на пожарите. Значи, шумите на Македонски шуми се институција која менаџира со тој дел и апсолутно сметаме дека сериозно треба да се разгледаат случаевите на појава на пожари, имајќи го предвид фактот дека појавата на пожари во делови кои се планински, непристапни секогаш и така, апсолутно ги земаат дел од работниците, противпожарните единици, полицијата и другите, кои, например, имаат други задачи во моментот кај урбаното население.
Таа истакна дека побарала и помош за јавното комунално предпријатие Тетово. Да се разгледа можноста за поддршка на вработените од јавните комунални предпријатија, имајќи го предвид фактот дека се работи за експонирани работници и мерките, економските мерки кои се за други компании, да се гледа начин да важат и за јавните комунални предпријатија, имајќи го предвид фактот дека ЈКП-ата не можат да генерираат сега средства како што генерирале во нормални услови. Во општина Тетово и другите околни општини откриени се нови случаи на COVID-19, со тоа вкупниот број заразени е 49, од кои 20 во општина Тетово. Останатите случаи се од другите општини. Во општина Тетово пак вкупно се направени 400 тестови на граѓани кои ги исполнили условите за тестирање, според епидемиолошката анкета на Министерството за здравство. Сите 8 активни пациенти позитивни на корона, евидентирани на гостиварското подрачје, се наоѓаат на домашно лекување и засега се во добра состојба. Локалниот кризен штаб ја оценува состојбата во регионот на Гостивар како стабилна. Во моментов на инфективното одделение во општата болница во Гостивар нема хоспитализирано ниту еден пациент со COVID-19. Сите 8 лица позитивни на корона регистрирани на гостиварското подрачје се наоѓаат на домашно лекување и засега се во добра состојба, информираше директорот на болницата Јакуп Јакупи на денешниот состанок на кризниот штаб. Во статистиката на Министерството за здравство, регионот на Гостивар се води со вкупно 10 случаи на корона. 2 од нив се првата и веќе излекувана пациентка од Гостивар, како и еден вработен во Центарот за јавно здравје, кој има 2 контролни негативни тестови. Останатите се 5 пациенти од општина Гостивар и 3 од општина Врапчиште. Кризниот штаб се уште ја оценува состојбата како стабилна. Во пресрет на 4-дневниот карантин и великденските празници, упати апел до граѓаните да продолжат да ги почитуваат мерките за заштита. За време на великденските празници ги молиме сите граѓани да остануваат во своите домови, да го почитуваат полицискиот час и било што да им треба, мобилните екипи на општина Гостивар им стојат на располагање. Ги имаат 2 телефонски броеви, за било што можат да се обратат во тие телефонски броеви. До нивните домови ќе бидат доставени сите работи кои што им се потребни, од лекови, од продавница ако им треба нешто друго. Гостиварскиот кризен штаб од Централниот ќе побара во хотелите во Маврово, каде се спроведува државен карантин, да бидат испратени припадници на армијата, со цел еден дел од полициските службеници ангажирани таму да се вратат во градот. Моментално во државен карантин во Маврово има 148 граѓани. Локалната самуправа на Маврово Ростуше ги повика сопствениците на викендици во Маврово да се воздржат од доаѓање. Продолжениот викенд великденски карантин кој започнува од петок и ќе трае до вторник наутро, најверојатно ќе ги исполни викендиците во Маврово. Тамошната локална самоуправа ги повика сопствениците на викенд куки да се воздржат од доаѓање, но велат на нивни имот тоа не може да им се забрани. Во секој случај од сите се бара да се држат до препораките и мерките за заштита од ширење на COVID-19. Значи, како што знаете, на територијата на општина Маврово и Ростуше постои викенд на селбата Маврово, каде што граѓани од различни делови од нашата земја имаат свој имот таму, своји вили и нормално е дека би дошле за време на викендот. Ние упатуваме апел до сите нив, имаме упатен апел да се воздржат од непотребни доаѓања или пак доколку доаѓаат да ги почитуваат максимално мерките кои што се предвидени од владата, заради тоа што знаеме дека Скопје сега како најголемо жариште и затоа упатуваме апел да се воздржат од доаѓање, инаку службите кои што се во поднадлежност на општината си ја вршат својата работа, сметот се собира редовно и се надеваме дека нема да има проблем, иако реално има поплаки од граѓаните кои што постојано се соживеање во овие населби, но сепак ние не можеме да ги запреме да не доаѓаат затоа што имаат своји имоти, но сепак полицијата постојано патролира околу регионот околу езерото и се надеваме дека нема да има некои поголеми проблеми. На територијата на општина Маврово Ростуше досега не е регистриран ниту еден случај на заболен од коронавирус. Прекумирен протест пред кругот на фабриката утринава поранешните вработени на Tetex Yarn Limited. Ги побараат двете неисплатени плати за февруари и март.
Вработените тврдат дека од фабриката се изнесува и продава стоката, а парите на место за плати завршуваат кај собствениците. Револтирани велат дека собствениците ги изиграли за неколку дена во месец март. Договорите за работа им ги сменили од 3 на 1 месец, со образложение дека морале да презема таков чекор, поради економската состојба предизвикана од коронавирусот. Договорот за работа им завршил, а плати за февруари и март се уште не добиле. Значи, за 3 дена ни го менјаваа договорот. Не ни ги исплатија двете заостанати плати, што се уредно изработени. Наводно, кога ќе има пари, тога ќе се даде, сме пријавиле и во Хелшински, и во Државен пазарен инспекторат, и сме пријавиле во Трудова инспекција во Тетово, значи секаде. Но сега нема одговор. Никаков одговор немаме. Се работи за 160 лица кои во Tetex Yarn Limited, компанија за предивој волница, работаат веќе 10 години, а сега пред великденските празници се оставени без денар. Само бараат тоа што им следува. Имаме некои приходи големи или платите биле многу високи, па останало месец за месец. Пред Великден на рачунот ставија црвена линија, нема. Ние не сакамо ништо негово што е. Тоа што смо ги заработале да не се плати. Во меѓувреме работниците тврдат дека се врши грабеж на фирмата. Има залихи од стока, таа се изнесува и се продава, но парите на место за плати завршуваат кај собствениците. За останатата роба, што сакаме да ја продадеме, да ги земеме нашите две заостанати плати, он дошол неовластено да ga зема робата, да ga носи за Бугарија. Собственици на Tetex Yarn Limited се бугарски државјани. Се обидовме да влеземе во кругот на фабриката, да добиеме став од нивна страна, но чуварската служба не ни дозволи. Залудни беа обидите да стапиме во контакт со директорката на производство Сузана Маневска, која не ни одговараше на телефонските повици. Вработените се разотидоа за неколку часа. Велат дека нема да се откажат од протестите, се додека не им се исплата за останатите плати. Инаку бугарски државјанин, представник на фабриката Tetex Yarn, попладнево беше приведен од полицијата под сомнение за непријавен престој. Според СВР Тетово, во јанари годинава му истекла важноста на неговата лична карта за странци. Доставата на храна не застанува во време на вонредна состојба. Дел од угостителските објекти неуморно работат на подготовка на храна и достава до домовите на граѓаните. Мерките се почитуваат. Редовно се чистат работните површини, а вработените носат заштитна опрема. Мирно е по улиците во Тетово и Тетовско, но овие работници непречено си ги извршуваат своите обврски. Секој ден од 8 часот наутро до полноќ, вработените во ресторанот и пицерија ФС Куртиши одговараат на повиците од клиентите и доставуваат храна до нивните домови. И за време на вонредната состојба, овој угостителски објект им излегува во пресрет на граѓаните. Ние направиме достава деливери на сите наши клиенти до дома. До 12 на вечер работим. Цело Тетово, центар и на селото тие таму ваму нема проблем. И пред да биде ова COVID-19 ние направивме бесплатна достава до дома. Не само на ова ситуација. Тука за граѓаните се и момците од сендвичарата Бургер Хаус. Тие секојдневно доставуваат нарачки, но велат дека се чувствува намалената побарувачка. Поради настанатава ситуација, побарувачката е драстично намалена, значи за 70 до 75%. Работаме, како што гледате, шалтер систем и со достава на храна до домовите на нашите потребувачи. Поставувам работите со заштита, условите кажа. Да. Со маски, ракавици, користиме средства за дезинфекција, дезинфицираме кујната секојдневно. Работиме за викендите од 11 до 21 часот, доставуваме храна до домовите на нашите потрошувачи и им се наоѓаме доколку има потреба од лекови, храна и слично. И покрај рестриктивните мерки, дел од угостителските објекти се обидуваат преку достава да ги задоволат потребите на потрошувачите, работат со соодветна заштита, почитувајќи ги мерките за спречување на ширењето на коронавирусот. Денес е Велики четврток. Според традицијата на православната црква се бојадисуваат првите великденски јајца.
На четвртиот ден од страдалната недела на Велики четврток, домаќинките во православните семејства, утрото пред изгреј сонце, ги бојадисуваат првите 3 јајца. Великденските празнувања почнуваат на овој ден, за во недела радосно да се дочека Христовото воскресение. А јајцето го означува животот, бидејќи како што од него пилето, кршејќи ја корупката на јајцето, излегува, значи од едно јајце гледаме нов живот, полн живот, така и Христос, кршејќи ги прангите на адот, кршејќи го печатот на својот гроб, излегува од гробот и заради тоа нели е таа традиција, благочестива тоа предание на Велики четврток рано да се бојадисуваат великденските јајца. Исто така на Велики четврток празнуваме неколку спомени, се празнува тајната вечера, се празнува исто така фаќањето на Христа, се сеќаваме на фаќањето на Христа, на предавството, на неговото изведување пред Кајафа и во тој ден согласно типикот се богослужи света литургија наутро, а попладне се читаат страдалните евангелија, каде што се изнесени сите сегменти од страданието Христово и на средината на храмот се поставува распетието, значи самиот крс со Христа и Богородици Свети Јован од неговите две страни, левата и десната. Потоа на Велики петок се изнесува утрото плаштеницата на вечерната богослужба, а потоа се пеат специфични стихири кои се нарекуваат опело на Господ Исус Христос или статии на Велики петок со прекрасна содржина, вртење околу гробот со плаштеницата што го означува погребението Христово, и поставување на плаштеницата повторно во храмот. Богослужбите во црквите ќе продолжат да се одржуваат, а црковните храмови ќе бидат отворени секогаш за верниците да можат да се помолат и да запалат свеќа за време на великденските празници, но при тоа да одржуваат социјална дистанца и да не влегуваат многумина одеднаш. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете со добро здравје. Пријатно.